Од среда на 19 ноември започнува судењето за пожарот и трагедијата во дискотеката Пулс, во кој на 16 март починаа 63, а беа повредени 22 лица. Судењето ќе се одвива во судница во затворот Идризово во досега незабележани безбедносни, технички и организациони мерки. Судењето, кој веќе некој го нарекува процес на векот, ќе се одвива со две рочишта неделно, а предметот ќе го застапуваат 15 обвинители. За трагедијата се обвинети 35 физички и 3 правни лица, а досега сите имаат се изјаснето за невини. Овој став на обвинетите дополнително го разгорува револтот на сите кои во трагедијата ги изгубија своите деца и блиски, бидејќи по таа логика виновник нема. Обемниот процес ќе го води судијката Дијана Груевска-Илиевска, а обвинети се газдата на Пулс Дејан Јованов Деко, неговиот син Михајло, како и неговиот брат Тодор. Обвинете и Митко Стојанов, директор на фирмата ММ Кафе, на чие име била едно од лиценците на така наречената дискотека, но и собственикот на објектот Гроздан Милковски, како и Милка Едровска од Венци проект, која го изготвила проектот за така наречена дискотека. Освен тие, на обвинителна клупа ќе седнат и двајца поранешни министри за економија, Крешник Бектеши и Валјон Сарачини, како и поранешната државна секретарка во Министерството за економија Чекич Дуровиќ и 5 мина службеници кои издале лиценци за Пулс. Правдата во случајот пат бара и до тројца поранешни градоначалници на општина Кочани, Радко Димитровски, Николче Илиев и Љупчо Папазов, како и на тројца инспектори од општината. Списокот на обвинети продолжува со поранешните директори на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу, Аднан Джаферовски, Беким Максути и Джеват Селами и еден инспектор од ДСЗ, но и 4 службеници од Државниот пазарен инспекторат. Освен на досега споменатите, ќе им се суди и на директорот на Агенцијата за обезбедување Рубикон Јане Јанчевски и 4 вработени таму. Но во основното јавно обвинителство се води пред истрага и за други лица вработени во Државниот пазарен инспекторат, УЈП и други институции, а се води истрага и за 13 полициски службеници за кои обвинение треба да биде поднесено следниот месец.